Речиси половина милион македонски граѓани доцнеле со плаќање на сметките. Станува збор за одложено плаќање на кредитни рати, комунални сметки, покривање на кредитни картички, плаќање на интернет, телефони и слично. Основната причина за се поголемото пролонгирање на обврските е јасна. Се мали платите, тоа е причината. Мали се платите, не им стига. Што нема пари. Тоа е проблемот. Нема пари. Белки ќе остане нешто по месецу. Кој има пари изда, така плаќате? Ненавременото плаќање најчесто резултира со уште поголем трошок, зашто се повеќе компании едва и чекаат да пресметаат камати. Со други зборови, сиромавиот секогаш плаќа два пати. Јас горам од таа гледна точка. Задоцувањето многу кошта. 3 пати повеќе него ли што вреди. Што е сумата? И има голема камата. Ако закаснеш, например, да не ја платиш редовно сметката, после ти одзимат камата, вас каматата става. На овој начин граѓаните направиле долг од речиси 220 милиони евра. Идентично на граѓаните и состојбата со фирмите, со тоа што износите овде се многу поголеми. Во моментов над 44.000 фирми во државата по различни основи должат над 500 милиони евра. Вкупно граѓаните и фирмите имаат внатрешни долгувања во висина од 77 милиони евра. Внатрешниот долг е помеѓу правните субјекти и физичките лица. Правните субјекти се регулира со Законот за облигациони односи, кај што се водат спорови, работни, судски и така натаму, и се решава до некаде. Иако и тоа е нерешив проблем, односно проблемот лежи во неликвидноста на стопанските субјекти. Исти е случајот и во однос на долгот на граѓаните према банки, према овие предпријатија кои што испорачуваат одреден вид услуги, телеком, АЕВН и така натаму. Проблемот е во тоа што граѓаните се задолжуваат многу лесно, а тешко ги измируваат доспеаните обврски. Инаку дополнителен проблем и овде се за доцнетите плаќања и огромните камати, судски спорови и трошоци. Просечното доцнење на овие плаќања кај граѓаните е на 3 години, додека кај фирмите е нешто помал и изнесува 2,5 години.